совршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во центар на Канал 5 телевизија, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. И вечера, почитувани гледачи, има една ексклузивна емисија за вас, пошто самите ќе се уверите од овој джингл. Кај се тие бункери тука позади во таа зграда? Jeste. Znači, ovo brdo krije taj podzemni grad, Titov podzemni grad. Значи овде е Титовиот подземен град. Tako je. И колку време можеше тука да престојува Јосип Брз Титов во некоја ситуација, не дај Боже, на војна? Neograničeno. Неограничено. Neograničeno vrijeme. Денес е 13 септември, 12 часот и 45 минути, се наоѓаме низлезот од грачето Коњиц во Босна и Херцеговина, многу славно граче, многу познато од текот на таа Втора светска војна и таа прочуена битка на Неретва. Меѓутоа денес не сме тука во Коњиц, почитувани гледачи, да говориме за битката на Неретва, туку да го посетиме подземниот Титов град, една од најстрого чуваните тајни на поранешна СФР Југославија или на Титова Југославија. Господине Грабавица, значи ова е таа Титова вила во градот Коњиц или низлезот од градот Коњиц, а некаде на периферијата на реката Неретва, и кој требаше да биде една камуфлажа за градењето на тој подземен Титов град тука во Коњиц, некаде средишна Босна и Херцеговина. Da, ovo je zgrada 1, nadzemna rezidencija predsjednika Tita i kad god se ne bi morao nalaziti u podzemnoj rezidenciji, bez obzira kakvi su uslovi i optimalni uslovi koje taj režim rada daje pod zemljom i pa život pod zemljom je, znači kad god se ne bi morao nalaziti u podzemnoj rezidenciji, nalazio bi se ovdje. Значи ова е таа вила. Tako je. To je nadzemna rezidencija predsjednika Tita, zgrada 1, tako je označena. Која требаше да е камуфлажа за градењето на тој подземен Титов град. Tako je, znači to je nadzemni dio objekta, ujedno i kamuflaža ovome kompleksu koji smo vidjeli. Иначе кога војската тука чуваше, имаше либи дека ја чува всушност вилата на Тито. Ne, ovdje vojska nije nikad čuvala. Tu je čuvali civili, sve u civilnom odjeći. Nije se vojnik ovdje nije došao nikad. Значи камуфлажата оди дотаму што цивили го чува целиот објект. Tako je, u plavim mantilima, kao da su radnici Igmana. 30 метри тука лево од нас се наоѓа веројатно најголемата фабрика за производство на тоа пешадиско оружје или пешадиска амуниција, Игман Коњиц, мислам дека некаде во планините, 20-30 метра подземја и тука е во рамки на овој целиот комплекс. To je najveća fabrika pešadijske municije na Balkanu i najmodernija fabrika bila na Balkanu prije rata. Тука е во планините, значи. I ona je, znači, podzemna u ovom planini iza nas. Sva je, znači, i 4 puta je veća od površine objekta od 6.000, oko 7.000 kvadrata. Од подземниот Титов град 4 до 6 пати е поголема. Tako. Јас се прашувам мој Кустурица филмот Underground да не го снимал тука во оваа подземна република, бидејќи кој човек ве слуша вас, имаме подземен Титов град, имаме подземна фабрика, имаме резиденции кои никој не ги чува и никој не ги знае, така што мислам дека Атлантида можеме тука да најдеме потоната во Неретва, као некој подземен град. Što to sve? Što to baš ovdje? Zašto to sve u Bosni? Jer sve najveće bitke Drugog svjetskog rata odigralo se na teritoriji Bosne. I Sutjeska, i Neretva, i ova. I Drvar. Sve ofanze, tako je. Partizanski način ratovanja, tad kad je to pravljeno, kad su počeli gradnje, bez puteva, lako je bilo ga braniti sa ovih čuka. Значи, мислите дека целиот тој комплекс и целиот тој план е направен бидејќи Босна овозможувала најлесно бранење на таа Титова Југославија. Tako je.
ова вила што е позади вас, тука е влезот на тој подземен објект. To je, Вреден 70 милијарди долари денес. tako je, to je i glavni ulaz u podzemni dio objekta. Kroz tu vilu, kroz ta vrata koja sad vidimo, ulazi se u podzemni dio objekta. Стеван Мирковиќ беше избран на функцијата началник на генералштабот на поранешната Југословенска народна армија во период на распадот на поранешната наша држава и тој дознава за оваа најстрого чувана југословенска тајна. Тој објект кој се наоѓа во Којници, кој требаше да служи како подземен Титов град во случај на агресија на СФР Југославија, само во моментот кога избрана таа висока функција. Господине генерале, објектот воен Д0 во Којниц, еден импозантен објект, се сметаше дека треба да биде подземен Титов град во случај на нуклеарна агресија на тогашна СФР Југославија. Da. Pa vidite, ne Titov grad ili kako ga već zovu. Ne, to je bilo mesto, komandno mesto vrhovne komande. I on je На JNA, Врховната команда на JNA, началник на генералштаб. vrhovna komanda na JNA, tako je. Меѓутоа и членови на председателството, председател на држава, влада. On je bio vrhovni komandant. Ja. A vrhovna komanda u ratu nije samo generalštab, to je ministarstvo odbrane, ondašnji sekretarijat za narodnu odbranu. To su i drugi ministarski resori, znači praktično rukovodstvo zemlje. To je Значи, mesto во случај на војна требаше да биде тамо, tamo, сместено. da, tamo. Зошто таа локација генерале беше Zato одбрана? što je to centar zemlje. Odakle se najbolje moglo rukovoditi operacijama, odbrambenim operacijama. Jer mi smo kao zemlja bili između ta dva bloka, ja? Istočni i zapadni. Stalno smo bili, celo vreme smo postajali ugrožavani. I sa zapada, i sa istoka, i sa juga, jeli, sa mora, i sa severa. Mađari i Austrijanci. Значи затоа е одбран Коњиц. Konjic je odabran zato što je to centar zemlje bio. Ne samo И овозможуваше веројатно Географски, него е партизански био- начин на војување. Ne. I to, ali Bosna je inače bila centar SFRJ, Bosna i Hercegovina. Tu je bila naša teška industrija. Znači, tu se proizvodio najveći deo toga našega naoružanja, teškog, artiljerija recimo. 30 метри Da. од тој објект Д0 се наоѓа фабриката Игман, Коњиц, Da. најголема фабрика за производство на пешадиска муниција. Pa i Na to, Balkanu. ali tako da je to, kako bi rekao, u nekoj koncepciji odbrane sve je išlo prema Bosni, recimo. Ako bi došlo do toga da se moramo povlačiti, ne samo ljudi, ja, nego industrija je Беше така, koncentrisana bila u Bosni. беше значи изградена во Босна. Bosna je tu bila zato što je ona bila u stvari, kako bi ja rekao, cela Jugoslavija je bila jedna tvrđava, ja? Ali je Bosna bila ona srce te tvrđave. Tamo je bilo moguće organizovati najveći otpor i najduži otpor. Tamo su bili resursi i ljudski, ja? И воени. I vojni resursi i ekonomski resursi i tako dalje. Објектот Д0 кој се наоѓа во централна Босна во близината на градот Коњиц беше најстрого чуваната војна тајна на поранешна JNA и во исто време веројатно најголемиот доказ за моќта на негогашната петта по сила армија во Европа. Доволно е, почитувани гледачи, само да ги наброиме карактеристиките на овој објект, во што и сами ќе се уверите колку беше моќен тој цел проект. Овој објект е изграден некаде 200 метри под земја, изграден на површина од околу 7000 метри квадратни, располага со посебна централа за производство на електрична енергија, располага со посебен резервоар за вода и може неограничено во него да живеат некаде околу 350 луѓе. Објектот располагаше со посебни 8 отвори за вентилација ископани во самата планина, центар за врска на надморска височина некаде до 2000 метри квадратни и кабли кои беа излечени околу 50 км до самиот бункер и можеше да издржи напад на нуклеарна агресија која е 20 пати со поголема сила од нападите на Хирошима и Нагасаки. Овде горе, веројатно гледачите ќе може да приметите едно мало бело точкиче во целата планина. И тоа малце штрчи кога човек подобро ќе погледне, вие ми посочивте да погледнеме тоа точкиче тамо. Зашто служи тоа бело местенце горе? To su šahtovi za uvlačenje, odnosno izbacivanje otpadnih gasova, a jedan je za prinudni izlaz da korisnik, ako ne može napustiti objekat na ovu zgradu, ima prinudni izlaz
gdje stepenicama izlazi na površinu i ide dalje. Znači, tamo je to prinudan izlaz. Tako je. Ne daj, A da ne daj takvih Bože. ima 8. 8, znači takvi Takvi. prinudni izlazi. Tako je. I koje visine od dole, od objekta do gore? 170 metara. Znači, neko je kopal 170 metri Tako je. за да направи тунел, Tako да je. изфрли земјата, да бетонира и да тој биде во функција. Jeste. Тамо горе ми рековте дека сосема лево на она брдо некаде на 1800-1900 метри надморска висина се наѓа уште еден битен објект за целиот овој To je комплекс. prateći objekat D1, radiorelejno čvorište, prateći objekat ovog objekta sa kojih se skidaju, odnosno veze na ovaj objekat. Значи, врските се воспоставени до Тако тамо е. и подосна рачно или со копање се донесени доле Тако до е, објектот каблови, D цртичка нула. Jeste. Тоа е страшна работа. Тоа делува импозантно, морам да ви признам. 27 godina je on pravljen. 27 години. Бил ли Јосип Брос Тито тука некојаш? Nije nikad. Некој од тогашното Nažalost. раководство на СФРЈ? Nažalost, objekat je završen, djelimično završen septembra 79. kada je posjednut, a Tito se za novu godinu, čekao je novu godinu, razbolio, otišao u bolnicu i nije nikad. Иначе беше некаде октомври-ноември, кратко време и тука во Бугојно во резиденцијата, затоа ве прашав дали воопшто дошол да го посети. Меѓутоа беше тога сериозно болен. Nije. Вела дошол во Jer лов на nije bio još završen kad je. Вела дошол во лов на мечки тука во Бугојно, некаде 100-150 км северно од нас. Не успел да улови последната мечка и подосна замина во Караџорџевот, Караџорџевот Tako je. во клинички центар во Љубљана. Значи 27 години е градено. Која сума на пари, ако не е тајна, се потрошени? Pa nije tajna, nemamo više tajnu, ništa nije više tajna. On je treća investicija bivše JNA. Трета Treća Povrijednost. investicija po vrijednosti. Posle aerodroma Željava, luke Lore kod Splita, pa onda on. Za njegovu izgradnju i infrastrukturu koja je sa pratećim objektima, putevima i koštala je 4 milijarde 480 miliona dolara po projektnoj dokumentaciji. Почнувајќи од 53-та, завршувајќи 79-та. 79. kad je posjednut, u toj njegovoj prvoj posadi bio sam i ja. Врз принципот на овие објекти како што беа изградени во Конис или тој објект Д0, подоцна беа градени тие бункери на Садам Хусеин во Ирак и всушност овој објект како и тенкот М84 беа најголемите извозни производи на поранешна JNA. Вие се слушнале господин Шкрбина за тој објект Д0 кој е во Конис во Босна и Херцеговина, кој требаше да биде командно штабно место на раководството на тогашна СФР Југославија и на JNA во случај на нуклеарна војна. Значи, една држава која може да изгради таков објект, да изгради ваков тенк М84 и една армија која во состојба тоа да го реализира, тоа значи говори прво за високо ниво на организација и второ за високо ниво на технологија, да се застане за 2 или 3 такви проекти. Vi odmah kad smo već o golemim projektima bivše SFRJ, nemojte zaboraviti projekt aviona Orao. Вие сте биле во тој објект во Кониц, Д0 или подземниот град кој се наоѓа тамо, или подземниот Титов град. Тоа е нешто импозантно, значи некаде неколку илјади метри квадратни површина, околу 7000 метри квадратни. Простор кај што може во едно временско раздобје некаде од околу 1 до 2 месеци да живеат околу 300 до 350 луѓе. Тоа е нешто импозантно и тешко веројатно се среќава на друго место во светот. To je objekt zamijenjen za državni vrh, znači za grupu ljudi koji treba da rukovode zemljom. Во случај на нуклеарна агресија. Значи, проектот за производство на овој тенк М84 се нарекува Капела. Da, da, И, значи, донесена одлука за негово производство 71 година. tačno. Значи, одлуката е донесена во Игало 1971 година на заседание на војниот совет со кој председава маршалот или врховниот командант Јосип Брос Тито. Točno. U momentu kad je donesena odluka 71. godine u Igalu, gdje je predsjedavao državnim vrhom predsjednik Tito, mi smo togaš trebali biti 8. zemlja vo svet koja samostalno proizvedува tenk.
I koliko čini cijeli projekt, gospodine Škrbina, na proizvod sa novi tank M84? Koliko sredstva togašna INA, togašna SFRJ Jugoslavija potroša za izrabotka novi tank? Pa po mom slobodnoj procjeni radi se negdje oko između 3 i 5 milijardi dolara. Се наоѓаме пред влезот на така наречениот подземен град на Јосип Брос Тито, тука во Коњи из Босна и Херцеговина, 200 метри под земја, некаде на корисна површина од околу 6.500 метри квадратни, требаше да биде изграден и беше изграден тој подземен Титов град, кај што требаше да биде таа војна резиденција на маршалот Јосип Брос Тито во случај на нуклеарна агресија врз тогашна СФРJ Југославија. Значи, ова е тој Титов град, кај што требаше да се крие маршалот Тито во случај на војна на просторот на СФРJ Југославија. Што е ова што сега го гледаме? Mi smo ušli u blok 10 dizel električnu centralu preko koga objekat dobija napajanje električnom energijom. Sada se objekat napaja gradske mreže. U slučaju da gradska mreža bude porušena ili nestane struje, on ima svoje agregate. Znači može sam da proizvede koji sad da isceniramo nestanak gradske mreže, on će automatski agregat da se za 18 sekundi startuje i objekat dobiva normalno napajanje. Znači ovdje se agregatite, a ovo su dvije cisterne po 25 tona ili 1000 litara koje napajaju agregat salu. A sad ćemo obići... Znači ovdje u ove cisterni во секондник može da se stava 25 toni dizel goriva. Jeste. U jednoj, Samo znači 50 tona ukupno. Znači, kako možem da razberam, ovdje bi bila negolimata naftena kompanija na prostorot na poranešne Jugoslavije. Tako je. Сега ние се наоѓаме во просторијата од кај што со вода се снабдуваше целиот овој подземен Титов град и тоа е значи десно од нас кај што се наоѓа ова зелена врата. Tako je ispred bloka 11, vodovodnog bloka preko koga se objekat snabdijeva sa vodom. Imate jedan ogromen rezervoar, ja se kačem gore, možem da To je rezervoar za pitku vodu. Objekat dobiva vodu preko gradskog vodovoda. U slučaju da taj vodovod bude porušen ili kontaminiran, on se zatvara, taj ventil, pušta se ventil voda iz rezervoara i objekat dobiva normalno napajanje sa pitkom vodom. Znači, ako dobro разбирам, на секој 15 дена таа вода за пење се менува и се обновува. Tako je. Znači, komplet se ispušta voda iz bazena, bazen se čisti, hloriše, sipa ova nova voda, a ona non stop ostavljen je preliv gdje ona znači, cirkuliše. Tako je. Постојат 3 вакви објекти, почитувани гледачи, 2 многу помалени од се наоѓа во Авала, во непосредната близина на Белград, и тоа требаше да биде првото склониште, каде во случај на нуклеарна агресија на СФРJ Југославија превремено требаше да биде сместен Тито и потесното југословенско раководство. Вториот објект е во Хан Пјесак, некаде источна Босна, каде што требаше да биде таа прва линија на фронтот, и третиот или најголем или спектакуларен објект тој беше тој подземен Титов град. Вела дека тоа склониште или тој подземен Титов град можел да издржи 20 пати посилно количество на атомско оружје колку што било фрлено на Нагасаки и на Хирошима. Да, сигурно. И вела дека после тоа врз база на тие скици се правени сите тие подземни градови бункери на Садам Хусейн во Ирак. Да. To nije mogla, kako da kažem, da uradi svaka zemlja. Prvo, to su vrlo skupi objekti, skupa skloništa. Po тогашните цени некаде 4,5 милиарди долари. Morate imati preduzeća koja to mogu da rade. Morate imati kadar, morate imati materijal. To su mogla da urade samo zemlje koje su, da tako kažem, tehnološki i tehnički bile napredne. A takvi smo mi bili. Znate, mi smo tome poklonili veliku pažnju. Onda su na osnovu tog iskustva naše firme i radile slične objekte i u drugim zemljama. Posebno Bliskiot Istok, Irak, Iran i tako. Uglavnom u te nesvrstane zemlje. Во
моментот, почитувани гледачи, ние се наоѓаме во така наречената конгресна сала во овој подземен Титов град, или салата кај што би се одржувале тие пресконференции, тие советувања во случајот на војна на просторот на поранешна СФР Југославија и во моментот кога во овој подземен Титов град би се наоѓале маршалот Јосип Брз Тито и структурите на ЈНА. Ние се наоѓаме во овој момент некаде 202 метри под земја. Значи ова е таа штабна сала или салата каде што во случај на војна, кога тука би престојал Тито и колективното презателство на СФР Југославија, војната команда би се одржувале тие состаноци кај што би се носеле клучните одлуки, тука би требало да биде столот на маршалот Јосип Брз Тито. Tako je. Znači ovdje bi se održavali sastanci, donosila odluke, naređenja koja bi se prosljeđivala preko centra veze u razne krajeve bivše Jugoslavije, odnosno na koja bi dolazila naređenja iz drugih izvještaja iz drugih krajeva Jugoslavije. Значи овде е центарот за врски во рамки на оваа штабна сала. Tako je. Од овој центар, како што ми кажавте, 89-90 година директно се има поврзано генералот Кадиевиќ со генералот Стеван Мирковиќ. Јесте. Едниот е тука, едниот на Криволак. Tako je. Значи тоа функционирало безпрекорно. Apsolutno. Radi provjere veze, general Kadijević, Vladi Đuroviću, načelnik uprave veza, kaže: Vlado, da vidimo kakve su vam veze. Jutros je Stevan Mirković trebao da bude na Krivolaku Skoplja, trebao bi se sa njim da čujem. I dok je njemu general Čanadi jednu su opoziciju na ovom stolu pokazivo, telefon je zazvonio: druže general, imate vezu. I on razgovara sa Stevanem, šta ima novo dole, dobro je, Vlado, nećemo ništa mijenjati, veze su u redu. Значи функционираше одлично. Apsolutno. Ме интересира, полковниче, ние сме 170 метри под земја. Значи цела планина е над нас. Како можеме да дишиме, како можеме нормално да функционираме во овој објект? Zato korisniku taj objekat pruža optimalne uslove za neograničen boravak u njemu. Што тоа значи? Vidjeli smo da je obezbijeđen klimom, da je obezbijeđen zrakom, da je obezbijeđen svim. Колку луѓе можеа во еден момент да престојуваат тука нормално да живеат, нормално да јадат, нормално да дишат, нормално да функционираат? Znači može da živi neograničeno koliko on hoće da se zadržava u objektu, odnosno koliko treba. И воздухот се носи по цевки од озгора, лошиот воздух се исфрла горе и циркулира. To sve obezbeđuje ta klima koju smo vidjeli. Во овој подземен Титов град, почитувани гледачи, како времето да е застанато. Тоалетната хартија е произведена 79 година и денес се уште не отпакована. Сликите на Тито се уште не се симнати од зидовите на овој подземен Титов град. Објектот се наоѓа 200 метри под земја, а таму нема 1 грам прашина и 1 капка влага. Колку сме сега под земја? Mi smo sad 150 metara ispod zemlje, a tojka i pogrivka iznad nas. Значи некаде Znači šta bi ga moglo uništiti? Ništa. 150 метри над нас има земја и ние сме под земја 150 метри. Ако сме 150 метри под земја, господине полковниче, како е возможно да нема ниту малку влага овде во овој објект, да нема ниту една капка кондензација и да можеме нормално да функционираме без струнка на влага, без струнка на лош воздух? To obezbeđuje njegov režim rada. Uvijek mora da bude temperatura 21 stepen, Значи 21 степен. 21 stepen i vlažnost zraka od 65 do 70. Сакате да кажете дека од 79 година која е направен овој објект, тоа се веќе 31 година, тие два параметри на топлина и на влага се одржани на исто ниво? Tako je. On mora se na tim parametrima držati. Inače, narušio bi se sistem, odnosno režim rada i on bi se pretvorio u jedan napušteni rudnik koji ne bi mogao zadovoljiti onoj namjeni za koja je pravljen.
Интересно е како се испреплетуваат судбините на овие два капитални објекти на поранешна JNA. Тој е проектот М84 и тој е проектот Д0. Д0 или тој подземен Титов град е некаде реализиран 79 година, кога почна всушност да се реализира и тој проект М84. На крајот 10 години подоцна, овие два капитални објекти беа продадени на Блискиот Исток. Врз база на тој проект Д0 беа градени тие подземни бункери на Садам Хусин, а тенкот М84 беше продаден на Кувейт и во таа битка со Садам Хусин покажа најдобри перформанси. Првите сделки се на Блискиот Исток, или во тие држави богати со нафта. Таму значи се првите извозни сделки на овој тенк М84. Каде е продаден прво овој тенк? Po Kuvajt. Prilikom prodaje Kuvajtu, gdje je prvi izvozni posao bio, taj tank je bio jako testiran. Čak je jedan test bio da se zavežu tank Abrams, pošto je Abrams tad bio u kategoriji kupovine tenka u Kuvajtu i M84, svega o njemu govorimo. Oni su ih zavezali sajlama i dali komandu Kuvajčani koji će tank da povuče koji tank, ko će koga da odvuče. I svaki puta je M84 odvuku Abramsa. Господинот Петар Шкрбина или полковникот Петар Шкрбина беше координатор на целиот тој проект за производство на тој тенк М84 со кој беше снабдена Југословенската народна армија, а беше и нејзин најдобар извозен производ на просторот на Блискиот Исток. Вие бевте координатор на целиот проект. Ja sam bio glavni koordinator projekta pri finalnom zavodu Đuro Đaković u Slavonskom Brodu gdje se sklapao tank. Значи кај што се составуваше тенкот. Во тој момент кога се правил и тенк М84, значи тогашна JNA и тогашна СФР Југославија е една од 8-те, значи само 8-те. 8. zemlja u svetu koja će vrlo brzo dokazati da je sposobna da 100% proizvede najmoderniji tank toga vremena. Се наоѓаме на влезот на подземната резиденција на маршалот Јосип Броз Тито, тука во подземниот Титов град. Ова е така наречениот блок 8, кај што се наоѓа резиденциите на маршалот Јосип Броз Тито, на неговата сопруга, иначе новите на председателството на СФР Југославија и на армискиот врв на тогашната JNA. Каде влеговме сега, господине полковниче? Овде ова колку што гледам воопшто не е распакувано, ова е аутентично како што е направено 79 година. Најлонот не е ни трнат од масите и столиците. Dakle, ovo je kabinet načelnika generalštaba. Autentičan, baš takav kakav sam ga ja 79. kada je objekat posjednut zatekao. Значи овој најлон што е ставен врзни, е ставен 79 година и воопшто не е трнат. Danas tako stoji. Значи тука би Nikad ovo nije korišteno. Ni prije, ni u toku rata, ni evo do danas. Значи во случај на војна, овде во овој кабинет би бил началникот на генералштабот на JNA. Da, tako je. Ovo je kabinet načelnika generalštaba. Господине полковниче, колку години е граден овој објект? Objekat, izgradnja ovog objekta je početa marta 53. Djelimično završen septembra 79. Ако воопшто имате измерено, колку всушност во метри има ходници во овој објект затворен Титов град, бидејќи нас ни треба некаде околу 45 минути да направиме само една површинска обиколка на целиот овој простор. Površine je 6584 kvadratna metra korisnog prostora i može da primi 350 ljudi sa posadom. Иако за тие работи не се говори, ако не е тајна, колку пари се потрошени на изградба на овој објект? Po projektnoj dokumentaciji koja postoji, to je treća investicija bivše JNA u čiju je izgradnju uloženo 4 milijarde 480 miliona dolara. 4,5 милиарди долари. Тоа во денешни пари, бога ми вреди некаде помеѓу 50-75 милиарди долари. Тоа е многу пари. Da su nam te pare, mogli bi komplet Bosnu obnoviti, a nama donatorska konferencija čitav svijet skuplja milijardu za obnovu Bosne.
Полковниче, тоа што мене ме интересира, ова е направено пред 31 година, пуштено во функција пред 31 година. Теписунот и тапетите воопшто не се поместени како да се вчера ставени. Воопшто нема ни трунка прашина врз масите. Како се одржава еден ваков објект на неколку хектари, кај што требаше да живее Тито и неограничен број на луѓе во случај на војна на просторот на поранешна СФР Југославија? Evo, 202 metra smo pod zemljom, 280 metara je pokrivka iznad zemlje. U toj utrobi vidite kakvi su uslovi, a to sve zahvaljujući njegovom režimu koji se i danas održava da nema nigdje. Jer ovdje vlagu upusti, odmah ga ili pali ili seli iz njega jer to bi propalo brzo. Како началник на Генералштабот на ЈНА, кој доаѓа на таа функција некаде во престрет на распадот на нашата заедничка држава, Стеван Мирковиќ е автор на тие два плана, оперативни плана за спасување и одбрана на СФР Југославија од можна надворешна агресија, Сутјевски 1 и Сутјевски 2, кои се чува во бункерите на тој објект во Коњиц. Генерале, дали вие како началник на Генералштабот сте биле тамо во тој објект Д0 во Коњиц? Pa, to kad sam postao načelnik Generalštaba. Pre toga nikako. To je bilo strogo čuvana tajna. Строго чувана. Da. Тоа е импозантен To je објект. prvo što sam morao da odem da vidim, jeli? To komandno mesto, normalno. Тамо се чувале војните планови или ратните планови на поранешната ЈНА, Da. Сутјевска 1 и Сутјевска 2. Pa bilo je planova more jedno. Između ostalih bilo je i planova po tim imenom. Ja. Тој објект е навистина импозантен, ја снимавме тамо, Да. 6.500 метри квадратни корисна површина, 200 до 220 метри под земја. Апсолутно тешко може да се открие тој објект, добро камуфлиран, добро изграден. И веројатно ЈНА со еден таков објект влагаше веројатно на 5 до 10 најмокни армии во светот во тој момент. E sad, tu morate ovo da znate, da je to građeno u vreme kada je međunarodna situacija bila otprilike samo što nije izbio nuklearni rat. Tako je, godinama je to trajalo. Znači, nuklearni rat se bio nadvio kao velika opasnost nad čovečanstvom, ne samo Значи како nad превенција našom zemljom. повеќе, како заштита Tako на da je раководството. to je jedna era kada se po celom svetu grade takva skloništa. Значи, полковниче, во оваа канцеларија, во оваа просторија, како најстрога државна тајна, се чува тие војни планови во случај на напад или агресија на СФР Југославија. Значи, тука во овој ормар беше таа каса која се отвараше со посебна шифра и тука беа чувани тие војни или оперативни планови на ЈНА и на Југославија во случај на агресија врз неа. U ovoj prostoriji je čuvan ratni plan štaba Vrhovne komande bivše Jugoslavije, Sutjeska 1 i 2, evo vidite njihovih pečata. I 23. aprila po naređenju iz Beograda sa komandantom objekta iznijeli smo i spalili ih, da ne bi pali u ruke kome ne treba. Значи, на 22 и 23 април 92 92. се запалени тие војни планови Tako je, на војната команда. tako je. Се нарекува Сутјевска 1 и Сутјевска 2. Sutjeska 1 i 2, tako je naziv bilo tih planova. И Objekt, тука, значи, се чува во таа каса u ovoj kasi ovdje. и печатирани, Tako je, значи печатот е на Ако се 22 нешто април требало- искршен и плановите се запалени. tako je. Ako je nešto trebalo mijenjati, iz Beograda vozilo pod pratnjom policije, uzimali planove, nosili gore, mijenjali, vraćali. Ovaj pečat narušiti prije rata, bolje ti je što hitnije neretvi, utapljaj se da te ne fataju. Почне гледа, ние полека ќе почнеме да влагаме во објектот, односно во делот кај што требаше да биде кабинетот на маршалот Јосип Брз Тито и делот кај што тој требаше да живее тука во овој подземен град, се наоѓаме некаде на 170 метри под земја. Тука лево од нас беше приемниот кабинет, тука е местото кај што се наоѓаше неговиот шеф на кабинет и таму се спалните соби на маршалот Јосип Брз Тито. Господине Грабовица, колку што можам да видам, ние се наоѓаме сега во тој подземен дел на овој подземен град, кај што се наоѓаат тие работни и спиечки простори на маршалот Јосип Брз Тито, односно неговиот кабинет и неговите спални соби. Da, ali prije toga moram reći da je blok 8 objekat u objektu. On ima sve svoje zasebno, svoju klimu, svoje, znači sve ono tamo može da otkaže, da padne, ali ovo ne smije. Значи, ова е блокот 8, кај што требаше да биде резиденцијалниот и работниот дел на кабинетот на маршалот Тито. Tako je. Znači, mi smo sad
momentalno u podzemnoj rezidenciji predsjednika države, u njegovom radnom kabinetu. Според денешни стандарди, овој простор кај што требаше да биде тој работен кабинет и спалните соби на маршалот Јосип Брз Тито одговараат некаде на просечен 4-собен стан. Tako je. Ništa više. Кога што можеме да видиме, уопште не требаше да биде нешто луксузно, не беше уопште нешто луксузно. Да, за нијансе е полуксузно од останатите простории на овој подземен град, меѓутоа тоа сепак стана збор за едно обично орево дрво, обичен кабинет, обични спални соби, обично купатило. Значи дека воопшто не требаше да биде нешто супер ексклузивно типот на Бриони или типот на Блед. Pa on je inače bio običan čovjek. I kada smo bili na obezbeđenju, kad bi dolazio u lov, on je na Bledu kod Kranja vidio spoljno obezbeđenje i to otjerao. Krijući smo se, kad bi dolazio u Bugojno, krili da navečer ne smiješ ložiti vatru, da ne bi on vidio dok je na čeki. Tako i ovdje nije se smjelo ništa. Iznad ostalog, znači ništa luksuznije, evo vidi, to je obično, prema običnom čovjeku, mada njegova veličina znamo ko je i šta je bio. Полковнич имаше многу градови кои го носи името на Тито во просторот на поранешна СФР Југославија. Титоград, Тито Вегас, Титова Кореница и така натаму. И тоа претпоставам дека кој беше првиот подземен град на маршалот Јосип Брз Тито или неговата прва подземна резиденција на просторот на поранешна Југославија. Mi smo ga zvali iz milja Titov podzemni grad. Се наоѓаме во градчето Хан Пјесак во источна Босна и Херцеговина. Тука во овој бункер позади нас се криеше босанскиот генерал Ратко Младич. Постојат три вакви бункери. Едниот се наоѓа во Авала, едниот се наоѓа во Кониц и овој овде во Хан Пјесак кој во време на војната 92-95 година беше штабно место на Ратко Младич. Има такви неколку склоништа на просторот на поранешна СФР Југославија. Да. Веројатно ова е најголемо. Има тука во околината на Белград Вавала, има во Хан Пјесак. Dobro, to je sad sve otkriveno. Ja mislim da je to glupost, znate, što sadašnja vlast radi i u Srbiji i u Bosni, što otkriva te objekte umjesto da je ćutala i da je i dalje to imala kao svoje. Jer svakoj to zemlji treba. Znate, svakoj vrhovnoj komandi to treba. Pa na крајот I bolje da su malo više vodili računa nego što sad od toga pravila kardiju. па на крајот го испрефаниса тоа склониште во Хан Пјесак. Па силите на Кејфор или на Свор во Босна го зазида, сметајќи дека Ратко Младич се крие токму тамо, во тоа склониште во Хан Пјесак. Ma ne, krije se tamo. Ne. Onaj koji hoće da se sakrije, ne krije se tako što ide tamo sada na mesto koje svi znaju i koje je već locirano. Mislim, to su Посебно што сите знаат дека штабот на војната команда на силите на Република Српска беше 3 години токму во Хан Pa Пјесак. dobro, oni su koristili to, što je u redu sad. Ja mislim da je bilo mnogo pametnije da se o tome ćutalo, jer to su uložena ogromna sredstva. Sad praktično to ne vredi ništa. Sad možete tamo da gajite pečurke. Интересно е каква е чинена атомска бомба беше во состојба да издржи овој подземен град на Јосип Broz Tito. Korisnika štiti od nuklearnog udara 20 kilotona, a znamo da je na Hirošimu, Nagasaki bačene bombe od po nekoliko kilotona. Значи некаде 10 пати поголема сила на атомска бомба беше во состојба да издржи овој објект отколку што беше силата на атомската бомба фрлена во Хирошима и Нагасаки. Tako je. Како бил тој подземен град, полковниче, ако нема соба за прислушкување, че овде е таа соба за прислушкување преку која се прислушкува сите тие телефонски разговори. Sve veze ovog bloka išle su preko ovog potreničkog stola. A evo vidite ovdje magnetofon. Imao je mogućnost, znači da operater sluša razgovor, interesantan, mogao je da snimi. Значи, тука во оваа соба можеше да биде снимен секој разговор. Tako je. И тој разговор што не беше добар Така. за маршалот или за Југославија. Tako. Корисникот на тој разговор можеше да оди на Bezbedno. годишен одмор кој ќе трае 20 години. Tako je. Интересно. Jeste.
ги исполнува сите ваши желби. Мастеркард од Евростандард банка. СП Маркет, семејна приказна. Интересен е фактот, почитувани гледачи, дека текот на таа војна во Босна 92-95 година на овој објект или во близината на Коњиц беа фрлени некаде повеќе од 1000 гранати од авионите на паранична ЈНА и ниту еден не го погоди овој објект, бидејќи од едноставна причина авионите на паранична ЈНА со своите радари не може да го лоцират овој објект. Бидејќи станува збор за еден импозантен објект кој чини според тогашни пари околу 4,5 милиарди долари, според сегашни цени некаде околу 50 до 75 милиарди долари, мене ме чуди како ЈНА при повлекувањето од Босна и Херцеговина не даде налог да биде струшен овој објект. Штаб Врховне команде бивше Југославије нареđuje, a general Milutin Kuhanjac, komandant druge vojne oblasti, prenosi naređenje da se objekat minira i poruši kada se bude JNA povlačila iz njega. Значи беше даден налог од командата на ЈНА да се крене овој објект во воздух, меѓутоа вие веројатно не го испочитувате тој налог. Objekat je miniran sa 4,5 tone eksploziva, tačnije trotila, i kada smo napuštali objekat, mi smo trebali da to aktiviramo. Međutim, što to nije urađeno, ja sam za to kriv. Некаде до 1992 година Милутин Кукањац беше началник на Скопската војна област, после повлекувањето на ЈНА од Република Македонија добива прекоманда во Сараево и е началник на Сараевската војна област и од таа позиција всушност наредува рушење на тој бункер во Коњиц. Aktivirajte se pođe. Ja. Kad budeš posla aktiviraj. Ja. I probijaj se ka kaloj. To sve bude spremno, javi mi. Ja. Javi mi da ti dam dalje naređenje da krećeš. A da ne miniram još? Kada budeš krenuo, sigurno proboj. Dobro. Onda ćeš se igrati. Значи тоа количество тротил, 4,5 тона тротил, кои беа ставени од темелите на овој објект, во соработка или во комбинација со тоа огромно количество на нафта кои се наоѓаат во овој подземен Титов град, тоа ќе направише еден огромен кратер и таа комбинација веројатно ќе го разрушише не само целиот објект, туку целата ова планина и ние веројатно ќе имавме доаѓање на Јадранското море довде до Коњиц, и Коњиц ќе беше некој Трогир, тука некој пристанишен град на Јадранско море. Da je to aktivirano, mi bi danas ovdje gdje se mi nalazimo imali branu koja treba da se pravi nekih kilometara odavde uzvodno u Neretvu. Значи брана високо како браната на Јанце Кјанг во Кина. Повеќе од 30 години траеше зградбата на овој подземен Титов град во непосредна близина градот Коњиц, централна Босна и Херцеговина. Луѓето кои чесувале во неговата изградба велат дека со такво внимание, знаење и трпеливост не биле градени ни пирамидите во Египет. Полковник човек, значи правено све рачно во овие 31 година, од тама некаде 53 до 80 година, тоа е све рачно правено, све рачно изградено, шалувано, ставени летви, поправено. Kao što se vidi, znači, komplet je sve ručno rađeno. Или може се видат горе. Kao što se vidi ovdje na ovom, da je šalovano daska po dasku, betonirano. To i čini njegovu skupoću i tu vrijednost para koje je, koliko je uloženo za njegovu izgradnju. Без малку 30 години, толку не се градене пирамидите во Египет. Tako je. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие вечера можете да проследите ексклузивната емисија на тема Подземниот град на Јосип Брз Тито. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонио, каде и да си.